Почитувани, добро вечер. Гостин во емисијата Став е директорот на Фондацијата за култура и спорт Нино Величковски. Господине Величковски, добро вечер. Добро вечер, како сте? Благодарам на прашањето. Добро. Благодарам што одвоивте време, успеавте да дојдете вечерва и да ги запознаеме граѓаните на Куманово што е она што Фондацијата за култура и спорт ќе го понуди како културни настани, културни манифестации по повод денот на одбележувањето, односно 500 години Куманово, но и Куманово град на културата. Да, мене ми е особено задоволство што можам во името на пред се луѓето што го работеа и дадоа предлогот за град на култура за 2019 година, веќе сме прогласени за град на култура од страна на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Ми е драго затоа што успеавме, значи, апликацијата од 4 јануари оваа година да биде прифатена и нормално во рамки на чествување по повод на 5 века на постојање на градот Куманово, да ја добиеме, сепак е тоа престижно, Куманово по втор пат добива можност да биде град на култура и во рамки на средствата кои се одвоени за реализација на оваа програма, ние ќе се обидеме заедно со секторот за култура, предводен од господинот Цоки Ристовски, со директорот на Центарот за националната установа Трајко Прокопиев, значи Сашо Тодоровски, како директор на установата, и Богдан Таневски, како директор на Национална установа Музеј и Галерија Куманово, да ги реализираме и јас како директор на Фондација за култура и спорт, подржани нормално од Советот на градот на општина Куманово, советниците и градоначалникот Максим Димитриевски и сите релевантни чинители и луѓето кои работат во секторот за култура, во Фондација за култура, и сите чинители да го направиме она што мислиме дека ќе биде најдобро за да нашите сограѓани бидат дел од чествувањето по повод 5 века на град Куманово. Тука нормално дека не може да се изземат, односно без вас, медиумите и сите оние што не поддржувате сиве овие години, сигурно дека не можеме во тоа да успееме. Се надевам дека, бидејќи стартот почна со балетската представа Либертанго на Македонската опера и балет, тоа беше на 20 април, но чествувањата и главните случувања ќе бидат во втората половина, односно од септември до денот на градот 11 ноември. Затоа ќе има можност во емисијата да кажеме и поединачно кој како ќе се подели во кои сегменти, во кои сектори, во музичка сценска дејност, во музејската дејност и во театарската дејност, што сме предвиделе, што е прифатено и што сме можеле со тие пари да се обидеме да сервисираме и градот да биде задоволен, опфаќајќи и сите, да не кажам, таргетирано од возрасти, од дечиња до пензионери. Така, за овие културни настани и манифестации малку подоцна, но она што ќе се случува утре на градскиот плоштад е веќе познатиот традиционален маскенбал Батко Ѓорѓија во организација на Фондацијата за култура и спорт и секторот за култура во општина Куманово. Дали подготовките веќе се завршени и што е предвидено, како ќе се одвива? Мене ми е драго што е тоа традиција, што Куманово далечната 2002 година знам дека ја како член на коледарите, Сдружение на коледари, во Куманово почна една убава идеја и таа продолжи скоро 17 години, еве, како континуирано сите прифатија, да не кажам акламативно, но сите училишта од, значи, градинките до средните и основните училишта се дели го чинат главното милје на овој маскенбал, кој е веќе традиционален маскенбал Батко Ѓорѓија. Зошто го правиме во мај? Многу има сугестии да се прави 1 април како ден на шега и тоа и држи, но мислиме дека временските услови се подобри во мај и еве со години назад го правиме и тоа е прво имаме голем одзив од школите, иако им постојат и индивидуални маски,
ги вклучуваме и порака наша и децата, односно корисниците од дневниот центар, реков поединачни маски и сите граѓани кои би сакале да отворене, значи не е тоа конкурс класичен, и се надам дека ова година одзивот исто така ќе биде голем, времето ќе не послужи, 11 утре сабота во 11 часот на градскиот площад пред Батко Ѓорѓија ги канам сите ваши гледачи, наши сограѓани и сите од Републиката наша Македонија да бидат дел од чествувањето по повод Маскенбалот, кај што еве со години се надевам дека ќе успееме да дојдеме на едно ниво на карневал каде што има посебни услови кои што треба да се исполнат за да се премине во едно карневалско случување. Се надам дека и тоа може да се направи со поголем напор и нормално и со поквалитетни, со побогати маски. И тука ќе кажам дека и нашите големи пријатели од Струмица, од карневалот, Струмичкиот познат карневал, ќе бидат гости, ќе го затворат Маскенбалот Батко Ѓорѓија на 11, односно утре во сабота на градскиот площад. Вообичаено на Маскенбалот Батко Ѓорѓија има од 1500 па нагоре Сигурно. маски и учесници. Колку учесници очекувате годинава? Па ја мислам дека може би бројката 2000, затоа што ќе има доста групни маски, они го сочинуваат тој дел на... Битно е да има одзив поголем, сите средни школи и основните и градинките, реков да и со групните маски, бидејќи поише може и во групната маска и да се покаже. И истовремено сакам да кажам дека ќе има трочлано жири од познати ликовни уметници и педагози, ментори кои ќе ги оценуваат сите маски поединечни и групни, и на крај ќе има доделени 12 награди за сите учесници по категории. Тоа е веќе реков и традиција, и дај Боже да, реков, ова се преточи во карневал. Има Куманово многу смисла за шега, шеговиење, за маски, за идеи, и се надевам дека одзивот ќе биде голем, со музичка придружба во фон, односно секоја маска ќе биде придружена со музичка нумера, значи во креација на маската од кај што си доаѓа училиштето или поединечните маски, и ќе биде вистинско доживување, негде 2 сата, 2 часа и нешто ќе има програма со водители, со убава забавно културна програма. Со колку финансиски средства се планира да се Па во рамки на културната понуда и програмата предвидена за оваа година се 100.000 денари во право одвоени за реализација на програмата. Така. Какви манифестации и културни настани се планираат согласно програмата за Куманово град на културата? Да, значи главната идеја и кога аплициравме, нормално се носевме од тоа дека како 5 века ми се чини дека во Македонија бар досега немало таков еден поголем јубилеј, значен 500 години на град Куманово во рамки на нашата држава, и чинам дека ние ќе успееме без разлика на тоа што никогаш парите во културата не се доволни, и ако се негде прави рестрикција, највише ќе се обиде да се симнат парите од културата, што не е добро во секој случај. Но чинам дека во рамки на тие средства кои реков не се големи, ќе се обидеме да не во смисла колку пари толку музика, но да со помалку пари ако можеме нешто повеќе да направиме. И ја би сакал сега таксативно да ги запознам, бидејќи ова е скоро дефинитивно со одредени адхок измени што би можеле во реализација на програмата да се случат, но главниот костур рамковно во она што ќе се случа, ова сме предвидени се 18 настани, иако има некои, дај Боже, да можеме со одредени средства, па и да има и ребаланс, па и одредени нови пари да дојдат, да го прошириме ова, но ова ќе биде базично. Тука не ги додавам програмите кои се стојат, Таморашкиот фестивал, Денот на градот, 2 мега концерта и се што е дел на годишната програма за 2019. Ова е исклучиво културни манифестации Куманово град на културата за 2019 година. Помина представата Либертанго на Македонската опера и балет.
следат, значи, представите Ленче Кумановче, тоа ќе се направи, нормално тоа е култна представа која го представувала градот, снимена е серијата и само чекаме навистина се направи, веројатно режисерот повеќе тоа нека не биде изненадување, ќе го работи во како битова драма, но знам дека тоа ќе се случува во септември, премиерата, и се надевам дека ќе биде навистина празник за сите театарски влюбеници за да го видат новата поставка на Ленче Кумановче во, значи, реализација на Народниот театар, односно Центарот за култура Трајко Прокопиев, и уште една театарска представа, Уролошки диалози, на, значи, представа која би се отвориле театарските, односно фестивалот на комедија, денови на комедија, од 1 октомври до 15 секоја година, 15 октомври трае, значи таа представа би се отвориле деновите на комедија, исто, значи, Трајко Прокопиев, носител Народниот театар, во тоа се предвидува, реков, во октомври. Гала оперски концерт уште еден имаме предвидено, ова беше, значи, балетска представа, одека оперска или балетска, ќе видиме дали ќе биде Ана Каренина или нешто од понудата што има Македонската опера и балет. Сме во преговори, вечер ќе проследиме отворање на мајските оперски вечери, така да таа понуда едноставно ќе имаме една убава соработка со Македонската опера и балет, зашто да не бидеме ние дел од конзументи и таа да не биде само за 5 века, но да си продолжи таа соработка со Македонската опера и балет. Тоа е за јуни предвидено, крај на јуни, и обработка, односно хорски композиции на нашиот најпознат Трајко Прокопиев, и како едноставно патрон, односно како Центарот за културата Трајко го носи името на познатиот наш композитор, прославен, и сум бил дел од период кога тој 6-7 месеци ми беше диригент на времето, кога работевме со комерниот хор, значи да се направат обработки на сите кумановки на Трајко Прокопиев, исто од Македонската опера, хорот при операта да настапи во Куманово со обработки на кумановките. Тоа би било во ноември, во рамки на ноемвриски денови, чествување на градна, односно значи за простава на денот на градот 11 ноември. Музичко-сценскиот перформанс, повеќе уметност, исто од страна на Народниот театар во Националната установа Трајко Прокопиев, од албанската драма, односно ќе има представа. Нормално ние сме мултиетничка средина каде што ќе бидат пофатени во сите овие проекти, дела кои има фолклор, ќе има од ромската, од албанската, од влашката и сите тие кои се бават со фолклор, односно имаме 8 фолклорни друштва, сега на 1 јуни ќе се прави еден голем фолклорен на смотра на сите кои играат, односно културно-уметнички друштва кои екзистираат во Куманово од српски вез, значи не скоро сите, буквално сите. Така да во секој сегмент, во театарската, во музичко-сценската, во музејската и изложбената дејност ќе си најдат сите, во сите сегменти, сите етнички заедници ќе има простор за сите. Потоа имаме изложба 5 века Куманово, во Народниот музеј Куманово ќе биде носител во септември, изложба на животот дело на народниот херој Христијан Тодоровски Карпуш во декември, ревија на етнолошки филмови музејот ќе го прави во мај, ретроспективна изложба на кумановската ликовна сцена во август, 100 години од творештвото на Трајко Муфтински во јуни, сакрални споменици во Кумановско од византискиот период во јули, изложба на Добре Трендафиловски во мај, издавање DVD на документарни материјали, тоа ќе го работи фондација, тука господин Димитар Масевски со материјали што ги чува како човек кој долгогодишно работеше на монографијата на град Куманово и е вистински хроничар на се она што е историја и кумановското минато кое е богато. Има и снимени и видеоматеријали, ги дава на располагање, кај што ќе направиме DVD издание и ќе го промовираме во тек на до крај на мај или до почетокот на јуни месец.
Потоа музичко-сценски перформанс за детска и средношколска возраст. Тоа би го работеле негде во септември, кој ќе почне учебната година, најверојатно во спортската сала, каде сите од детска, односно градинка мала возраст, групи кои што играат од фјужн до неколку што се занимаваат со модерен џез балет и ќе земат учество во реализација на таа програма, и во рамки на тоа сакаме во септември да направиме гитаријада, што е многу добра идеја во рамки на тоа чествување, да има скоро, да не кажам, 20 на рок групи случајово од Куманово, би се случувало во Соколана и во 2 вечери, нормално ревиален карактер, да се види што се кумановската рок сцена има на располагање, а мислам дека има, и ќе го правиме нормално и тука исто, од сите етнички заедници, сите што ја сакаат рок музиката и друг вид на музика која е, нели, пошто е гитаријада, нормално дека ќе се бира такви бендови. Тоа ќе биде уклопена во овој дел на музичко-сценскиот перформанс за детска и средношколска возраст. И сега на 19 јуни е фиксен термин во нашиот националната установа Трајко Прокопиев на 19 јуни во 20 часот ќе биде музичкиот опус или омаж или сеќавање на господинот Миодраг Божиновски. Мичо е еден од нашите после Трајко Прокопиев сигурно најпознати, признати композитори, аранжери, продуцент во Македонската радио телевизија, човек кој навистина напиша Куманово во срцето, мојата бабино девојче, свирете ми тамбори за Маргица и така натака. Значи ќе има програма од 2 до 2,5 часа, снимена од Македонската национална радио телевизија, со многу гости, и ќе биде еден перформанс, музичко богатство, да се покаже еден прв поголем настан во рамките на, не би ги делел помали и поголеми, но во рамки на она што би се покажало на музичката сцена за она што го сработил Мичо во сиве години, додека работи и нормално и со Октетот Куманово 20 и кусур години. И преработка на песната Куманово во срцето, која е прифатена како химна на градот, со нов модерен музички аранжман на песната во интерпретација на младите музички надежи, кои веќе се експонирани како Мартијан Кириловски, како Ивон Евановиќ, како Марио Рангеловски, како Мартија Станојковиќ. Имаме ние многу млади надежни интерпретатори, пејачи, тие би ја направиле нова обработка. Се надам дека Магде Божиновска ќе успее да направи нов аранжман со кој ќе биде прав пандан на песната најслушана до сега, химна на градот Куманово во срцето, која далечната 92-3 година ја отпеа Октетот Куманово. За да на крај имаме музички хепенинг со повеќе содржини за млади. Исто тоа ќе го работи Фондација за култура и спорт Куманово. Тоа ќе биде еден голем музички перформанс. Го крстивме Аџитепе, но дали ќе има можност да се направи тамо, во секој случај дали ќе биде во центарот на градот, се уште размислуваме, ќе биде нешто што Куманово треба да го дигне на таа мапа на случување за млади, каде што ќе има една улична, да не кажам како бели ноќи, но нешто во тој стил. Се уште понудата ја спремаме и ќе има нешто што младите треба да го одбележат на најдобар можен начин. Тоа е едно заокружување со се ова како 18 точки, да не кажам, програми, кои сме ги предвиделе, кои би се реализирале до крајот на година во рамки на град на култура за 2019 година, Куманово град на култура. Навистина богата програма планирате за Куманово град на култура, но има реакции во јавноста дека помина речиси половина, не е половина година, но неколку месеци откако Куманово е прогласен нели за град на култура, а има досега реализирани незначителен број на настани, од кои што поголемиот дел нели ќе се реализираат во втората половина на годината. Ќе има ли доволно простор и време се да се организира и да се одржи според планираното? Па да ви кажам, мислам не за некој оправдување, но ако 19.4. е подпишан договорот од страна на градоначалникот, ние како апликанти претходно имавме нормално малку реакции за средствата и ние сме имале толку фора, односно толку
можност во овој период краток да направиме една-две програми, но верувате дека од веќе мај, јуни тоа со поголемо темпо, летниот период најверојатно се ова што е околу младите ќе се случува, бараме добро време, знаете да нема дожд, да може тие манифестации би се одржане надвор за млади во секој случај. И затоа сме ги темпирале поголемите манифестации во рамки на Ден на градот, како ноемвриски денови, да бидат, тука има обработка на песната Next Time, прошета се овка Кумановка, има, затоа ги рачунаме како ов програма, одредени програма што ќе ги покријат одредени спонзори и така натака, не се дел на ова. И точно ќе се види тој од септември, октомври и ноември се ударните месеци и ние ќе успееме се ова што сме го запишале да го реализираме. Дури се надевам дека ќе има одредена адхок програма каде што одредени апликанти сами или сами isfinansirале или добиле одредени средства кои ќе ги прават како што ги имаме, ги реков, дел се од редовната програма, но кога ќе собереме целокупни настани, ние ќе имаме случувања, да не кажам секој втор ден, но месечно 4 до 5 по, да не кажам мега проекти, но проекти кои навистина ќе го заинтересираат и заинтригираат секој граѓанин да дојде да го погледа и секој да си го најде местото под културното сонце, ако можам така да кажам, и ги канам сите нив и вас, медиумите, да не пратат во намерите да го направиме да биде тоа навистина празник за градот, празник за секој да се чувствуваме. Ја лично сум се чувствувал значено кога дојде Либертанго за една поголема културна понуда и сега не ќе да зборам предвремено, ќе најавам дека и за Тамбурашкиот фестивал ќе бидат имиња како Владко Стефановски, заедно со мандолинскиот оркестар на Рамадан Шукри, заедно со нашите кумановски тамбураши, ќе има големиот тамбурашки оркестар на радио телевизија Војводина, познати пејачи од Македонија и вон Македонија, така да сите тие манифестации ќе бидат на една поголема не културно ниво, но ќе бидат пропратени нормално со поголеми содржини и за сите да бидат задоволни во рамки да се најдат себе си, реков, од 7 до 77 години. Како Фондација за култура и спорт и сектор за култура при општина Куманово побаравте поголеми финансиски средства за програмата, нели, по повод Куманово градна култура. Добивте одредени средства од Министерството за култура, но што е со останатите, како ќе успеете да ги обезбедите за да успешно ја реализирате оваа богата културна програма? Па знаете како, некој искуство мое, тоа е лично искуство, говори дека многу тешко, не заради неслухот на бизнес секторот за да подржи, еве сега е шансата голема да бизнес секторот се вклучи и ние не класично со торбичка во рака да бараме, да испросиме, но навистина со одредена апликација за одредени програми да ни се помогне за да се збогати. Има дел од бизнисмените кои сестрдно ќе помогнат. Се надевам дека ние ќе успееме и така да ја збогатиме, значи, програмата за одредени работи, не само да мафтаме и да се фалиме, дека да имаме една подобра понуда и ќе се обратиме кај бизнес секторот, ќе отидеме за поединечни проекти, ќе побараме помоќ. Ништо тоа не е срамно, но добро е да сите помогнат во реализација на програмата и ќе имаме таква можност да еве ние сме аплицирале како Тамбурашки фестивал до Министерството, сме добиле 120.000 денари. Сега сами вие треба да процените што значи во таа рамка 120.000 денари, што можеме со тие пари да направиме. Тоа се многу малку пари, ако сакаме, лани правихме 3 вечери. Ама едната вечер беше од моите драги пријатели кои го почастија градот и јас лично за се ова, дури и сцената, значи беше се за љубов серија. Кога би имале можности, така би било идеално. Никој да не побара пари, тоа би било нешто што е идеално. Ние ќе се обидеме како фондација, како сектор, да тропнеме на врата таму кај што можеме да добиеме средства за реализација на програм. Ништо повеќе, значи да биде програмата поуспешна и побогата. Се во име на прославата 5 века на градот, се надевам, ќе се покаже тој и ќе расте, знаете, како кулминација ќе биде баш во тие, кој ќе биде промоција на Прошета се овка Кумановка со Next Time, 2 мега концерта за Ден на градот, Тамбурашкиот фестивал во 2 вечери кој ќе биде стварно со мега тамбурашка програма и понуда и сиве овие други манифестации, не сакам да ги ставам под Б, сигурно дека
изложба 5 века на Куманово е една голема изложба која ќе биде репрезентативна од Караджа до денешниве млади уметници, се тоа што има да се понуди, мислам дека и директорот Богдан Таневски и Сашо Тодоревски и Сокран Ристевски како раководители и јас како директор на фондација, сите заедно, и реков сите вработени и сите граѓани, дури и волонтери, ќе ни помогнат во реализација на тоа, бидејќи се тоа е за тоа што си го љубиме, што си го сакаме нашиот град и сакаме што поубава понуда и да дојдат од страна и ова да продолжи. Тука е танец, не ги набројував сите, и фолклорот кој е неодмилив дел, едно фолклорно во Македонија, кај ќе копнете имате музика, значи ние сигурно дека ќе го работиме тоа и се надевам дека таа програма и други здруженија што сами ќе направат фестивали кои ќе бидат дел од ова чествување. Зошто да не? Има и такви програми, пензионерите прават своји програми, они ќе бидат вклучени во ова и чинам дека тоа ќе биде богата програма. Бидејќи станува збор за бројни манифестации кои што ќе бидат организирани и реализирани по повод 500 години постоење на Куманово. Кажете ни каква е соработката на Фондацијата за култура и спорт со институциите на државно ниво, со невладиниот сектор, граѓанските организации? Ќе бидат ли вклучени тие? Еве, вие знаете, можеби ние него тоа експонираме толку или не е тоа за, мислам, фалење. Кога правиме извештај за работа, не ги пишуваме сите програми во соработка со невладиниот сектор, почнувајќи од UNDP преку Европска Унија до сите невладини организации кои се апликанти, кои со поднесување на барање за најчискиот дом, секојаш е на располагање, не наплаќаме никакви услуги, дури обезбедување и озвучување, значи за да има активност и таа активност е очигледна. Ние сега во тек на месец дена имаме 15-тина програми кои се видливи, не можете да ги сокриете и се надевам дека тоа така, бидејќи тој дом е затоа направен, да има своји активности, сите да си го најдат местото под сонцето, значи сите што не аплицирале, поднеле барање, биле корисници на тој простор и тоа исто на некој начин, не на некој начин, него помош голема. Дали се тоа здружение на граѓани, дали се тоа фолклорни друштва, дали се тоа здружение на писатели, ликовни уметници или било кој, ние сме широко се отворени портите на Фондација за култура и спорт во рамки на тоа што е спорт, многу прашање за па спорт, ако работи училишен спорт, ако работи да не правиме некакво двојство, но ако има одреден проект издржан да се понуди, Фондација ќе застане за тој и ќе биде организатор како човечки ресурси со своето знаење и умење и нормално во рамки на средствата кои ги има. А зошто да не помогнеме и да бидеме дел и помагаме скоро на сите, ја ви го кажам тоа отворено, имаме одлична соработка со Порака наша, со Дневен центар, имаме детски ликовен камп кој сега ќе трае во јуни месец 5 дена во Пелинце. Се тоа една голема, по мене барем во овие години, знам сигурно дека тие дечиња веќе се запишуваат во средно ликовни, дури на академии, и тоа е бенефитот и сатисфакцијата. За мене најголем успех и радост е формирање на детскиот ликовен камп кој е веќе 9-та година ќе работи. Камо среќа да има и детска тамбурашка школа и се она што можат да се најдат младите, да си ја најдат својата афинитет преку музиката. Еве сега јутјуберско шоу се нуди од млади луѓе кои тоа знаат да го работат и се надам дека ќе имаме простор, бидејќи тоа без пари не се прави. Се она што сакаат младите да го работат, да им го понудиме како простор и како средство нормално. Ги кажавте културните настани и манифестации кои што ќе бидат во рамките на програмата Куманово град на култура, но покрај овие активности се реализира и годишната програма за култура за 2019 година. Кои се настаните и манифестациите кои што ќе бидат реализирани во текот на годината? Вие пратите, знаете дека Фондација има своја програма која е инсталирана во годишната програма за работа за 2019 година. Поместени се, пак не ги делам за големи и мали, реков, поголемите и габаритни и финансиски. Минатата година беше Тамбурашкиот фестивал во 3 вечери, а оваа година во 2, 23 и 24 август, тоа се фиксни термини,
но морам да кажам и сакам и да се пофалам дека една од најмаркантните, најзначени е ликовната колонија во Пелинце, која веќе релевантни, познати сликарски имиња, работат во повеќе сликарски техники и стават 20-30 и повеќе дела на музеот и на градот Куманово како трајна вредност. И со тоа треба градот да се гордее, бидејќи веќе пета деценија како се организира, тука е нормално и дека е и Карпино како ликовна колонија и детскиот ликовен камп, така да Куманово е ликовен град и тука е на прво место, значи недвосмислено дека тука највеќе се и работи. Во дел на музичката понуда имавме сега джез концерт кој е адхок проект, кој не е предвиден, но ценевме дека треба да има такво нешто и зошто не еден Филип Стефановски направи една вистинска приказна кој работи со Владимир Четкар. Имавме хор црковен кој настапи од Битола за предвечеријата на најголемиот христијански празник Великден. Значи има одредени програми кои ние чувствуваме дека на градот му треба и ги нудиме. Значи нема да оставиме ни за или не да немаме понуда. Ќе се случува во септември најверојатно во Сдруженијето Етноризница да го работат Тумба фест со среќа дека во градот мора да има поголема понуда за сите, реков, и сите издруженија и тие кои ќе аплицираат и ќе побараат, чинам дека градот ќе стои на тоа да помогне во рамки на средствата што ги има. До крај година, реков, двата мега концерта на 10, односно 9 и 10 ноември и многу ликовни изложби, манифестации. Ние имаме биенална изложба на детскиот ликовен камп, имаме до крај на година музички детски хепенинг за нова година, Дедо Мраз и сите содржини. Го избегнуваме сега класичниот дочек на нова година од многу причини, прво дека е многу студено, одзивот е помал и затоа правиме предновогодишни музички хепенинзи во 2 вечери за Свети Спиридон, проследили други празници во рамките на етничките заедници, Курбан Бајрам, Рамазан и се она што се предвидено програмата за сектор за култура ги сервисира заедно таму кај што ги има напишано дека фондација тоа треба да го сработи, фондација тоа го работи. Значи имаме делегирана надлежност зададена од советниците, советот на градот и градоначалникот и ние сме сервисери, односно ги исполнуваме работите и работни задачи зададени од градоначалникот и од советот на градот. Задоволни ли сте од посетеноста и интересот на граѓаните на Куманово за културните настани и манифестации во градот? Па да ви кажам, едно време имаше многу проблем да се собере публика, сега на моје големо радување и изненадување има еден тренд. Знам за денови на комедија дека во ред чека да купат карти. Тоа е голем плюс за градот. Ќе ви кажам дека драмското аматерскиот драмски формиран од господинот Стоје Додевски, ја го викам студио, кој ќе прави представа дали е за пензионери или за млади, се е полно. Ако е капацитет 300 доаѓаат 400 души. Тоа одамна исто не се случило. Во скоро сите други манифестации, бар ја што ги гледам, дури и изложби, бројот на посетители е зголемен. Тоа е за Фил Танго беше 600 души, е Центарот за културата, беше преполно. Не зборувам само за деновите кога е град во прашање 11 ноември, секогаш и во Центар за култура беше полно. Една многу јака културна манифестација минатата година беше тој вистински културен перформанс што се случи. Се види едно квалитативно поместување на понудата што имаме. Значи не е тоа само во секој случај се од респект и кон дечињата како хорче, ако имате еден музички перформанс, видите дека тоа е нешто подобро, добивате аплауз на отворена сцена. Сега ние сме зад како организатори, тоа не се гледаме, но тоа треба се да се организира и сите тие што го направиле на Габриела, нашата актерка Петрушевска, ни помогна многу да го направиме тој перформанс. Работиме со еден Венко Андоновски, работиме со еден Огнен Делковски, со Миле Варваровски, познати и признати имиња кои ни помагаат во реализација на овакви убави програми. И јас лично се надевам дека
таа тенденција ќе расте и дека ние нема да имаме проблем со тоа да има 10 актери или 20 да учествуваат, а да немаме публика 50 души. Значи, се надевам дека, ама тоа е исто со квалитетната понуда. Сега за джез концертот беше полно. Така да тоа ме радува, таа тенденција на вкусовите, да се дискутира за вкусови е дискутабилно, но чинам дека секој си се наоѓа во понудата што имаме како културна понуда и ќе работиме барем да ги опипаме пулсот на граѓаните што они сакат да видат. Тоа е многу важно, знаете како. И се надам дека ќе успееме во намерето, тоа е чекор по чекор, не се прави преку ноќ, ни театарска публика, ни музичка публика. Ако сакате, еви со Тамбурашкиот фестивал ние правиме юбилеј 15 години. Во почетокот можда никој не се надел дека тоа ќе биде традиција, но еве ова е покриено, пак македонската телевизија, пак тоа ќе биде дел од 5 века на градот и како една по-богата културно-музичка содржина на градот Куманово. Господине Величковски, ќе ја искористите ли можноста да ги поканите граѓаните да бидат дел од културните настани и манифестации кои што ќе се одржуваат нели до крајот на годината, но и за утрешниот маскенбол? Па да реков, значи за сите сограѓани наши за утре во 11 часот на градскиот плоштад Куде Батко Ѓорѓију да дојдат нашите сограѓани сите, да не проследат во намерата да направиме вистинска една понуда како маскенбал кој сакаме да прерасне во карневал. И ги канам во исто време нормално и вас прво медиумите, се она да го обзнаниме, она што е убаво да го истакнеме, она што е понеубаво не да го премолчиме. Ние ќе се учиме нормално и на туѓи и на своји грешки, но ќе гледаме помалку да бидат грешките, а да направиме на поголема понуда, се со цел да каже во Куманово веќе имаме една подобра и поголема културна понуда. Тоа е идејата. Ги карам сите во овие програми 18 или 20 и овие други што се во редовната програма да ги пратат, да не пратат во намерите да имаме поубаво Куманово со поголема културна понуда и повеќе да сме во културата, спортот, а помалку да сме во расправи и кавги. Господине Величковски, ви благодарам на гостувањето и ви посакувам успешна реализација и на двете програми во текот на годината. Ви благодарам и на вас и на вашата телевизиска куќа која не прати во намерите еве и за фестивалот. Имаме убава соработка, чинам дека тоа ќе продолжи на обострано задоволство. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.